14 јуни, светски ден на крводарителството, хероите кои што спасуваат живот. И апропо оваа тема, соодветно, мислам дека содржински ќе ја испочитуваме всушност и темата, меѓутоа и утрешниот ден, каде и Црвен крст ќе најават дел од активностите, поделени во 4 фази, како што спомена и Лидија пред малку, барем зад камери. Меѓутоа, еве, ако сте подзаборавиле, ако не сте знаеле како податок, секои 2 секунди некој во светот има потреба од крв. Крвта е постојано потребна при операции, породувања, за жал несреќи, канцери и хронични болести. Една дарувана единица крв може да спаси 3 животи. Дарувањето крв трае околу 10 минути. Крвта не може да се произведе вештачки. Мажите, некаде прочитав податоци, дека може да даруваат крв на секои 3 месеци, жените на секои 4 месеци. Барем според некои изнели статистики од медицината, дарувањето крв, меѓу другото, е здраво. Некои луѓе се и универзални дарители. Дел од тие работи може да се провлечат и како тема на разговор во денешната утринска тема која што ја отвораме по повод и утрешниот датум. Така и што е најважно секогаш на светскиот ден на крводарителството е и значаен придонес за подигнување на свеста за тоа што значи крводарителството, колку животи може да се спасат и која е всушност работата која што ја прават крводарителите, проточно нивниот значаен придонес во однос на спасувањето животи. И за тоа ќе зборуваме во продолжение, се разбира, со крводарители кои што ќе ги имаме во склоп на нашата утринска тема. Имаме и анкета која што ни ја направи Марија меѓу граѓаните кои ги сретна, па ајде да видиме како и кои се нивните одговори. Дали сте дарувале крв до сега? Да. Колку пат? 33 пати. Што ве мотивираше толку многу пати да дарувате крв? Тоа е за здравје чудо. Прво, духовно. После, физички, мислам дека многу се ујачува човек. Пошто кога се нешто репродуцира, се обновува, тоа незмислено е. А кога почнавте за прв пат да дарувате крв? Колку време траеше тоа, бидејќи навистина е голем број на пати? Па, за прв пат, мислам дека беше почетните студентски денови. Дали сте дарувале крв до сега? Да. Што ве мотивираше за тоа? Па бев млад и сакав да расчистам крвта. Така викаат дека е здраво тоа. И ако млад едно 10 пати имам дадено. И кога бев и у војска исто дадов. Па у војска имаше и награда по дава слободни денови за дома. Тоа ме мотивираше поише него што не е страшно да се даде крв, тоа е добро. И за тој што бара крв и тој што дава крв е добро. Кога сум бил помлад, да, ама сега толку се можностите. И што ве мотивираше кога бевте помлад да дарувате крв? Да му се даде помош на некому што му е потребно. Ништо друго нема. Тоа беа вашите одговори. И благодариме што се вклучивте, всушност голем дел од вас и на анкетата. Марија, барем дел од нив и наши сограѓани во градскиот парк, мислам дека тоа е прибежиште и за овој период од годината, се надат и добри соодветни одговори. Слушавме дека вистина има доста од нашите граѓани кои што ви повеќе од 30 пати има дарувана крв. Да, и верувам дека тоа ќе го потврдат и од Црвениот крст со оглед на тоа што ги имаат и статистиките и бројките, но и ги имаат своите впечатоци со оглед на искуството и работата за тоа колку всушност нашите граѓани се свесни за крводарителство и колку има желба да се дарува крв. Ќе зборуваме во студиото за она кое што следува во текот на утрешниот ден, е во организација на Црвениот крст на Македонија, а се разбира и за крводарителството или што значи да се биде крводарител. Наши гости се Лидија Петкинчевска-Ниневска, која што ни доаѓа од Црвениот крст на град Скопје, и Бране Стефковски, крводарител и дел од Црвениот крст. Повторно, ако зборуваме за ваквите крводарителски акции и дарување крв на оние на кои што тоа им е потребно. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Не погрешив ако добро разбрав дека има помеѓу вас 30 години пријателство? Да. Секоја чест и честитки да продолжи така. Да, фасцинантната бројка што ни ја каже и Бране е дека 80 пати до сега имате дарувано крв. Да. Тоа е една бројка која што е за поздрав и веројатно... Да, последниот пат дарував крв во Дом на РМ на традиционалната акција што организира Црвен крст на град Скопје по повод роденденот на Тоше Проевски. Да, тој беше во јануари месец, да, и тоа ми беше 80-тиот пат.
Да, јубилеен пат. Јубилеен, така. Юбилеен пат, браво. Да, видите дека ќе се осврнеме, се разбира за тоа што се представува 14 јуни, но велите дека кога човек во континуитет е крводарител и дарува крв и нема никаква пречка за тоа, дека понатаму самото тело или самиот организам има потреба од дарување. И тоа е еден интересен феномен. Јас сум заборавил на овој податок како сум го слушнал. Организмот као сам бара да дарува крв, па да се надокнадува многу брзо, меѓутоа олеснува на организмот. Чисто онака како сугестивно делува. А тоа не е само од моето искуство, него е искуство од моите колеги крводарители. И Лидија ќе го потврди тоа, бидејќи Лидија и вие сте крводарител. Да. Јас имам помала бројка, 12 пати до сега, нормално пред нас животот имаме уште многу шанси да даруваме крв. Како рековме, секоја дарување спасува 3 животи и е многу значено. Ви сте бројката како ми ја кажавте, колку 61.000? Да, 61.300 и неколку крвни единици се вака обезбедени минатата година. Да честитаме на целиот македонски народ. Да, на целиот македонски народ. Програмата, националната програма во комплет беше остварена, дури надмината, негде 111%, значи од предвидените крвни единици. А оптимумот како е, Лидија? Отприлика 55? Негде 55.000 минимумот, значи крвни единици се потребни за да речам да имаме обезбеден здравствен систем со потребните крвни единици на годишно ниво. Одлична бројка. Одлично. Секоја година на овој ден, иако значи за крводарителството веројатно не постои одредено време, или тоа е во континуитет, но ако зборуваме за 14 јуни како ден на кој што се подигнува свеста за крводарителство, така и оваа година Црвениот крст има своја организација. Рековме некои 4 фази кои што можеме да ги објасниме на нашите гледачи? Да, во денешното мото на светскиот ден на крводарителството е да дарувај крв, подари живот. Значи, целта на кампањата е да се одаде голема благодарност на сите крводарители на глобално ниво за нивната хуманост, за тоа што нивната крв спасува живот. Целта на кампањата е да се подигне јавната свест, значи на населението во сите земји, затоа што оваа кампања е поддржана и од Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, да се поттикнат, ајде да речем, помладата популација да дарува крв, односно да се мобилизираат нови крводарители и оние кои што се постојано редовно да даруваат крв, значи како што Бране рече, самиот така после тоа како некоја навика или не знам сугестивно делува на секој од крводарителите. Дај Боже сите да стекнеме таа редовна навика и сами. Кај мене. Потоа да се одаде признание, значи, на секој од крводарителите за нивната искажана хуманост, солидарност, заедништво и на крај да се мобилизираат, односно да се даде поддршка од владините, развојните, значи, институции за реализација на националните програми за крводарителство, што е од особено значење, значи не само нели као од нас на организација, туку во главном значи за целата држава. Немаме централен настан, имаме неколку всушност активности. Да, тоа е циклус ќе биде кој што ќе се спроведе. Да, низа активности, јас подоцна ќе кажам, значи каков тип на активности превземаме за сите овие цели да бидат значи превземени, мислам реализирани, се извинувам, така да вакво како се вика реално за да се оствари годишниот план или да се направат позитивни резултати во областа на крводарителството, во текот на целата година треба да се работи, да се мобилизираат, да кампањски да се активираме, да се говори за исто тоа. Ако зборуваме за мотивација и поттик, веројатно најдобра мотивација и поттик се токму крводарителите за сите оние кои што сакаат да даруваат крв или сакаат да почнат со дарување крв или да се зголеми бројката на крводарители. Бране, вие таквите личности како вас веројатно сте и добра мотивација и одличен пример како тоа треба да изгледа и колку време треба да трае, доколку нема никаква пречка, но би можеле во овие минути да се вратиме пак на вашите почетоци. Кога вие се запознавте со крводарителството, поточно што беше вашиот тригер момент да започнете да дарувате крв? Така, ако ви се верува една плаката на која ја поставува волонтерите и вработените од Црвен крст во нашето предпријатие каде што работам и каде што пишува дека дарувај крв, спаси човечки живот. И тоа едноставно ме мотивира да
влезам во системот што се работи во сушност. И во организацијата имавме добар мотиватор кој ни објасни дека сето тоа е здраво, дека е убаво, дека чувството дека да помогнеш некому е прекрасно. Дуковна сатисфакција. Сатисфакција, така е. Така е. И тоа верувам дека и вие го гледате преку вашата пракса или заедничка пракса, дека па и може како одговор впечатокот, дали младите се мотивирани, дали има се повеќе млади крводарители? Го забележувате ли тоа? Да, има. Црвениот крст работи, значи, во последните години на мобилизирање на помладата популација преку кампањи, значи преку директни, ние имаме едукации во самите училишта, односно нашите волонтери кои што се обучени едукатори одат и реализираат едукации, односно еден тип на работилници со кои што младата популација. Тоа се млади мотиватори кои што се достојни на возраста и така нивните примери ги пренесуваат на нивните генерации, на тој начин ги мобилизираме, значи, помладата популација, односно средношколците кои што се веќе баш на прагот за можност да имаат можност да даруваат крв. Па тоа е моментот на наследството на приказните и како ги мотивираме. Да, и тоа што пренесува. Да, дефинитивно. Има ли податок, прочитав дека во некои периоди знае да падне степенот на крводарителство, особено во летото, веројатно поради колапсите и така натаму, секој е малку поисплашен, меѓутоа дали има и се бележи можеби пат во Црвен крст, календарски кога се случува, најчесто кога се дарува или дали имате конкретно можеби вака потврда кога е најсоодветно време да се даде крв? Најсоодветно време е кога човекот се чувствува здрав, значи и нема потреба од никаква пречка. Зборуваме, кога напоменавте за одредени периоди, ние во текот на годината константно организираме крводарителски акции. Да, во летниот период, поради летните одмори, малку помалку се присутни граѓаните одат на годишни одмори. Тогаш и ние како институција, односно како Црвен крст, знаеме интервентно дополнителни крводарителски акции да се организираат и да се повикаат граѓаните за дарување на крв, со тоа што Црвен крст на град Скопје има од пред некоја година и отворено дневен центар за дарување на крв. Тој се наоѓа во Даре Џамбас. Во секое време? Во секое време може да отиде било кој граѓанин да дарува крв, значи и најчесто ние доколку нема доколку има потреба интервентно ги известуваме соработниците со кои што соработуваме, значи да дојдат и да даруваат крв за да не се појави некој недостаток, значи на крвни единици. Така е. Да се надоврзам само во текот на 26 јули по повод земјотресот, Црвен крст на град Скопје организира крводарителска акција каде што даруваат преку 200-300 луѓе крв во моментот и таа крв мислам дека во тој период може да задоволи одредени потреби. Браво. Ние споменавме дека денеска и ќе се вклучиме онлайн со еден од најстарите крводарители, ќе одиме во живо така на овој начин во Струга и ќе се поврземе со доктор Климент Матовски, педијатар во пензија, човек кој што има оставено белег во медицината, но и човек кој што апсолутно е значаен за Црвениот крст, ако зборуваме за почетоците на неговото волонтирање, па и крводарителството. И соодветен ни господинот и доктор Климент, исто некако како и вас, како и секој пат. Највозрастниот жив волонтер и велат еднаш волонтер, за секогаш волонтер. Мислам дека вие кажавте, Лидија, дека од која возраст? Од 14 Од 14 години. Ќе видиме тоа, најверојатно ќе ни го потврди и доктор Климент. Верувам дека се слушаме добро како што се гледаме. Добро, доктор Климент, добро утро. Добро утро. Добро утро, добар ден, среќен ден од прекрасната и неповторливо убава Струга. Како е Ми е драго што можам да ве поздравам од Струга и среќен сум што еве можам да се вклучам во оваа ваша прекрасна емисија и со особено битниот и важниот момент во животот на луѓето, крводарувањето, како што веќе вашите гости кажа, значи секоја година некое друго мото користиме во организација на Црвениот крст по повод крводарувањето. Најчесто се користи мотото дарувај крв, капка за живот. Да. Значи, подарена крв
значи подарен живот. Да, доктор Климент, бидејќи еве пред малку споменавме со Бране дека тој досега дарувал 80 пати, кај вас како е бројката, имате некоја сигурно си ги помнете сите овие можеби си водите евиденција и Па статистика. вака сега, според законот се регистрираат во книшката, крводарителната книшка се регистрираат одреден број кој што е многу помал од овој број што вие го спомнавте. Меѓутоа мене таква ми беше струката, значи често се случуваше за време на дежурство да мора да се итно да се дава крв, така да често се, јас не знам колку пати сум давал директно од вена во вена, значи немало време крвта да биде се исцело како што сега имаме можности за анализи, не само крвните групи и подгрупи, резус факторот, ами се испитуваат и некои вирусолошки состојби во крвта, така да не знам, некаде сигурно повеќе од 70-75 Прекрасна бројка, браво. дарувања имам за кои што паметам. Така е, честитки за тоа. Започнав како гимназијалец во гимназија во Охрид. Честитки за тоа и благодарение на вас можеме да ги погледнеме и овие фотографии кои што навраќаат назад во времето. Реминисценција убава со вас. Веројатно нешто што е доказ дека и крводарителството се пренесува од колено на колено или пак барем родителите го пренесуваат тоа на сопствените деца, она кое што можевме да го видиме и преку фотографиите и дека вашата мајка била крводарител. Да. Да, значи во далечната 1951 година мајка ми како млада жена, млада мајка се вклучила во тогаш некаква, не знам јас каква активната акција, афежерски така се викаше тогаш, и посетувала 3 месеци некаков курс за пружање прва медицинска помош и во рамките на тоа дарувала крв и затоа во прилогот што ви го испратив, постојате таа нејзина книшка, јас ја чувам со гордост. Значи, прво мајка ми била крводарител, па потоа јас станав како гимназијалец и студент бев кога се случи земјотресот во Скопје. Уште првите 3-4 дена јас се најдов во Скопје да припомогнам колку што можев, се организиравме. Иначе, уште од студентските денови, јас на општинско и на републичко ниво го водев ресорот крводарителство. Доктор Климент, дали може би вашите, ми се чини дека ви имавте керки? Да. Да, имам 2 ќерки. Да, дали се и тие крводарители? Да, не толку многу, меѓутоа се. Така, како личност од докторската фела или да речеме доктор по професија, долги години со огромно искуство во временски периоди полни со предизвици, веројатно многу добро знаете што значи да се дарува крв и во контекст на нашиот денешен разговор се приклучуваме кон кампањата за Светскиот ден на крводарителство и со нашите гости во студиото велиме најважно е на тој ден, но и генерално да се подигнува свеста и да се едуцираме за тоа што значи да се спаси нечи живот, па и вие како доктор и крводарител, што е она кое што би го препорачале на оние кои што не следат и за сите млади и здрави генерации кои што можат да даруваат крв? Па еве вака, прво накратко ќе се обратам на една реченица што вашата гостинка искажа, а тоа е на некој начин мој целоживотен, моја преокупација целоживотна. Значи, битно е поголем број крводарувања од еден крводарител. Меѓутоа, многу побитно и поважно е да се има секоја година што е можно поголем број прво дарување, затоа што некако на некој начин првото дарување е некоја прекретница за крводарителот да стане повеќе кратен. И на тоа многу се израдував кога таа реченица е слушнав. Иначе моја препорака е што да каже човек, значи доволно е да се знае дека со тоа што јас сум дал дел од себе, мал дел од крвта за која што ете вашите гости кажа колку брзо се надокнадува,
нема никакви здравствени опасности од Така е. крводарувањето, а се спасува, навистина се спасуваат честопати во последен момент се спасува живот, тоа е нешто најблагородно што човек може да го доживее во живот. Именно затоа, доктор Климент, секој пат е потребна и соодветна едукација, и кога би ве прашале околу она поширока перспектива и таа духовна зрелост која што се добива спасувајќи нели човечки животи, верувам дека вашето повеќе децениско искуство како и волонтер и како крводарител ја покажува таа одговорност на човечката алтруизам и национална солидарност која што секој од нас како граѓанин треба да ја носи. За оние кои што во моментот можеби не дале до сега крв, кои практични совети би им ги дале на луѓето и да ги срушиме стереотипите дека еве нели се случува нешто со поздравиот и така натаму. Мислам дека сте и уште еден доволен жив сведок за истото. За младите особено кои што во моментот не слушаат. Да ви кажам, сега јас веќе немам право да кажам на крводарување, и поради возраста, јас веќе ја терам 85-та година, не сум директно вклучен во активностите на Црвен крст, меѓутоа тие активности што Црвен крст ги води и едукативните активности, особено по школите, по средните школи, порано поработните колективи, по фабриките, одевме и, како да кажам, многу често, да кажеме, че направевме некоја таква активност и прво јас како доктор кој што ќе кажував некакви стручни сознанија за крводарувањето, прво јас ќе легнев присутните да видат, да почувствуваат како јас тоа го доживувам, за да се ослободат од стравот. Постои тоа малу страв кај луѓето од боцкањето, од ова, од она, меѓутоа кога ќе видат дека тој што им држи советување, прво тој е легнал и дарува, тогаш тие предрасуди и тој страв се надминува. Така е. Ете, тоа нека биде нашата заедничка порака до сите оние кои што не следат и за сите оние кои што можеби сакаат да станат крводарители, а за крводарителството и за значењето и по нашето здравје веројатно ќе потврди тоа што сте во вашата трета доба или 85-та година од животот. Рековме да сте живи и здрави, ви благодариме што е вака во убава униформа од Црвениот крст, утро ни се приклучивте од Струга во вашите пензионерски денови и убаво време поминато таму, сепак да бидете дел од утринска нателма на оваа тема за која што имате и што да кажете. Па верувам во следната сезона, во есенско-зимските денови, кога ќе дојдете во Скопје, повторно ќе имаме можност за зборување и во студиото. Со вас баш можеме имаме за благодарам на честа. Ми беше чест и задоволство. Особено ни беше поздрав од Струга. Особено ни беше драго дека се вклучивте баш вие, доктор Климент. Мислам дека ова беше најсоодветен пример за нели да се потврди геслото на Црвен крст. Еднаш волонтер за секојаш волонтер и тоа дека вистина нели капката спасува живот. Сакав да споменам во контекст на ова, дали постои некаков податок или нешто што би можеле да ни го кажете за долговечноста и крводарителството. Постои некаква поврзаност со тоа? Дали, да речеме, подобрувањето на имунитетот и подобрувањето на здравјето, токму е како резултат, дел од тоа се разбира, и на крводарителството. Кои се вашите сознанија? Па не знам, јас не сум слушнал за такви сознанија, веројатно докторите тоа повеќе го знаат. Меѓутоа, чувството кога ќе даруваш крв е сосема поинакво, а крвта се обновува, значи веќе има свежа крв и секогаш луѓето се расположени, се весели, се, како да кажам, се во позитивна смисла. Да, одлично. Убаво споменал доктор Климент, само би споменал, сте присутни во училиштата често во текот на годината? Да. Дури организираме крводарителски акции во средните училишта, во сите училишта. Значи си проложи тоа конзистентност, како што тоа јас и ти може би го помниме од школските денови. Два пати годишно, значи се реализираат крводарителски акции во сите средни училишта. Едното полугодие една, второто полугодие друга. Значи во меѓувреме ние како Црвен крст сме присутни во училиштата со тоа што ви кажав, реализираме едукативни, однош
што го напомена и докторот, и сите ние, другите волонтери кои што се вклучуваат во други активности кои што ги има Црвениот крст, па и нив ги информираме за овој дел, па така да и они се приклучуваат во вакво, така да некако функционираме како едно семејство кое што да речам сме меѓусебно споени и реализираме активности и сите се вклучуваме во активности онаму каде што има потреба. Сега моментално зборуваме за крводарителството и волонтерите кои што да речеме се на некоја возраст ќе се приклучат подоцна, ние имаме и такви волонтери, ги информираме за тоа и они после тоа стануваат голем дел од нив крводарители. Еве јас личен пример, откак мојот сопруг не дарувал крв, да сега веќе 4-ти пат има ретка крвна група. Вистина? Да. Мислам, секоја Како можеме да видиме инспирација, така едни на други? Да, се инспирирам. Така да, дали тоа е преку волонтерите, дали е преку нас како организација, дали како позитивни примери, како Бране, мотиватори имаме кои што се обучени, знаат како да ги мотивираат. Тоа е посебна програма која што работи Црвениот крст. Така да на секој начин гледаме да речеме да мобилизираме поголем број на крводарители. Да, споменавте дека и Светската здравствена организација поттикнува нели за кампањата. Само би прашали дали се случува баш поттикот за вашето присуство, да речеме и како Црвен крст, еве можеби и вие во случајот Бране, со овие денешни излагања баш утрешниот датум да принесе за повеќе крвни единици да се соберат. Баш не знам дали има така еден раст на интерес, веројатно затоа што кога се говори, па се случува еден бран на интерес. Да речеме одредно степен на вакво има, но најчесто оно што рековме и претходно го напоменавме, навистина е потребно поголеми информации на терен, присутноста, позитивните примери да се искажат, да речеме да се спроведуваат кампањи кои што сега Бране ја спомна крводарителската традиционалната за Тоше, тие се масовни крводарителски, бидејќи тие се беа позитивни примери како тоа што беше Скопскиот земјотрес и низа други вакво помасовни крводарителски акции кои што обезбедуваат поголеми крвни единици на тие. И другите јавни личности би можеле да се вклучуваат, значи да бидат позитивен пример за не знам, поттикнување на младите за дарување на крв. И тоа, повелете. Да напоменам, Црвен крст на Република Македонија организира едукации за мотиватори. Таа е многу битната работа, да се каже, каде мотиваторите се обучуваат да успеат да влезат во психиката на самиот човек и да го поттикнат, да го привлечат за да може да дарува крв. Кој ќе почне еднашка, веќе понатаму оди. Јас сум еден од тие мотиватори, каде што бев 2 пати наградуван како најдобар крводарител на град Скопје. И еден многу драг момент во мојот живот беше кога во нашата организација Републички Црвен крст ги наградува сите оние дарувања по јубилеен пат. 5, 10, 25, 50 и така натаму. Во нашата организација ние ги наградувавме посебно тие што даруваат по прв пат. Таа награда тоа е еден голем мотиваторски чекор, да. И една година ми беше драго, бидејќи имавме 30 наградени јубилејни, а 32 имавме по прв пат. Тоа е еден многу убав. Тоа е доказ дека сте работеле на случајот. Да. Прво, значи, легнуваш ти за, како што кажа доктор Матовски, значи, со својот пример прво легнуваш да видат луѓето дека навистина тоа е безболно, дека е здраво, дека е хумано и понатаму дарителите. Замислите во моментот до вас човек и веднаш венски тоа се пренесува, мислам тоа поубаво е веројатно, како го кажа доктор Климен, дека и такво искуство. Тие времиња, сега веќе има резерви. Замислите каква е таа чувство и потреба да знаете дека некому спасувате во тој момент живот. Давате нешто од себе за да го продолжите векот. Нема поубаво чувство. Нема поубаво чувство. Затоа ни е многу драго што не излеговте во пресред во овој ден денеска да го поттикнеме истото. Во било кое време само да прашаме уште еднаш како податок кои се соодветни луѓе. За некој што се прашува дали имам соодветна крвна група или дали сум слабокрвен и така натаму, дали се тоа на лице место се дознава и колку пати годишно е соодветно да едно лице даде крв. Максимум некој. А јас вака ќе се надоврзам на првиот дел, значи вакво
мажите може да даруваат 4 пати годишно крв, а жените 3 пати годишно може да даруваат крв. Може да дарува секој кој што се чувствува здраво, значи кој што Витално, нема така е. здравствени проблеми и наназад некој извесен период околу 6 месеци да нема некоја интервенција заради тоа што не може да во тој извесен период на заздравување да се даде, Не мислам може да да се се одветен да се баш, дарува така. крв. Вакво, пред да се дарува крв, има тим од доктор, значи и специјалист кој што го проверува јачината на крвта и дали е во ред денот, значи ги испрашува дали се чувствуваат добро и се останато, така да они одредуваат дали во дадениот момент крводарителот е ајде да речам добар, Подобен способен кандидат, да да речем. даде крв. Тука би ја спомнале, значи, Институтот за трансфузиологија, кој е дел од нашата соработка, значи крводарителите се нераздвоен дел со трансфузијата, така да таму имаме стручни луѓе кои доаѓаат нели на секоја крводарителска акција, разговараат со дарителот, потенцијалниот дарител, значи се врши анкета на дали има одредени болести или не, се испитува на хемоглобинот дали е окей, дали може да дарува крв, така да еве ги поздравувам и луѓето од Институтот за трансфузиологија кои се дел од нашата приказна. Да, и еве со тоа ќе го завршиме нашиот денешен разговор. Верувам дека ја упативме вистинската порака и до нашите гледачи и во пресред на утрешниот ден или Светскиот ден на крводарителството со повторно покана за волонтери, нови волонтери, за крводарители, за тоа колку всушност треба да се гледа токму ефектот или зголемувањето на бројката во оваа насока, бидејќи како што рековме треба да даруваме крв за да спасиме нечи живот, капка по капка се спасуваат животи, а дарувањето може би не чини ништо како што имавме во нашите теми, но за некого е во моментот се и тоа е докажано многу пати. Една порака, значи до сите луѓе дарувајте крв, спасете нечи живот и додадете една хумана приказна во вашиот живот и чувствувајте се убаво. Прекрасно. Одлично. Ви благодариме. Ви благодариме. Благодариме. Срце.